Градот по Дисарот, Штип, кој реката Отиња го дели на половина, го носи епитетот градот на текстилот со 60 конфекции кои вработуваат околу 6000 луѓе. Но современ Штип има и своја долга историја која досега до античките кралеви. За неговото место пак во македонската култура доволно е да се спомене името на Ацо Шопов. Податокот дека првата опера изведена во Македонија е токму во Штип во 1924 година, но и тоа дека од 1986 година таму се одржува најголемиот фестивал на забавна музика во земјава, Макфест. Но паралелно со својата историја и култура, општина Штип со своите 48.000 жители го живее животот на град, чии делови се поплавуваат на секој пороен дожд. Град кој се гуши во дивоградби, но и во сообраќаен хаос. Пред се поради нерешениот паркинг простор со 500 паркинг места за над 14.000 регистрирани возила. Штипјани со години чекаат и на изградба на градски пазар. Нема ни своја водна акумулација иако лежи на две реки, а го мачи и немањето на прочистителна станица за отпадните води. Штип веќе 2 години чека и на усвојување на генералниот урбанистички план, а како универзитетски град не може да се пофали ни со спортска сала. Тој како студентски град нема ни јавен превоз, па неколкуте илјади студенти кои живеат таму се принудени да користат такси превоз за да стигнат од студентскиот дом на предавања. Новија локални избори дозвола да управуваат и да решат дел од проблемите на градот ја барат двајца кандидати. Благој Бочварски од СДСМ, актуелен пратеник во собранието, кој ветува решавање на урбанистичкиот и сообраќаен хаос и приоритет за капиталните проекти, и Илчо Захариев од ВМРО ДПМН, актуелен градоначалник кој се трка за втор мандат, а чии ветувања се завршување на обиколницата околу Штип и други инфраструктурни проекти, како продолжение на, како што вели, 450 проекти кои ги реализирал досега за градот. Таунхол дебатата на топ тема на ваша страна вечерва е во Штип. Двајца кандидати за градоначалници од СДСМ и ВМРО ДПМН ветуваат нови проекти. Но како ќе ги решат најтешките проблеми на општина Штип кои се провлекуваат не само со години, туку и децении, училишта и градинки и сообраќајниот хаос. Тие се соочуваат вечерва со представници на граѓанските сдруженија и со новинарите кои ја следат секоја власт во Чекор. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва сме во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Ова е трета поред таунхол дебата, на која прашањата до кандидатите за градоначалници ги поставувате вие, граѓаните. На оваа дебата ги поканивме двајцата кандидати за градоначалници на Штип од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Кандидатот на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник Илчо Захариев не ја прифати поканата да учествува на дебатата со образложение дека неговата агенда е исполнета. Инаку, досега, на сите таунхол дебати, ниту еден представник на ВМРО ДПМН, кандидат за градоначалник, не учествуваше. Но тука е кандидатот за градоначалник на СДСМ, Благој Бочварски. Го поканувам да дојде тука на сцената. Повелете. Господине Бочварски, добро вечер и добре дојдовте во нашата таунхол дебата. Веднаш на почетокот да ве прашам, ветувате нов живот за Штип. Доколку победите и ако седнете во градоначалничката фотеја, што прво ќе направите? Кој ќе биде проблемот кој најпрво ќе го решавате? Па вака, најпрво сакам со сигурност да ви кажам дека јас ќе бидам идниот градоначалник на Штип. Јас ќе победам на овие локални избори во Штип и една од клучните работи која што на Штип му недостасува во изминатиот период се крупните капитални инвестиции. Јас веднаш ќе се зафатам со решавање на крупни капитални проекти, односно отпочнување на крупни капитални проекти за нашиот град. Бидејќи не е доволно за Штип, за нашиот град, за овој град кој што се нарекува центар на Источна Македонија,
клучни проекти да бидат асфалтирање на 2 см асфалт по улиците или замена на бехетон коцки по тротоарите, апсолутно убеден сум дека на Штип му е потребен вистински развој. Пред се преку урбанизација на градот, бидејќи преку правилен урбанистички развој, градот правилно ќе се развива во идниот период. Да, но во програмата имате неколку проекти. Кој е првиот проект кој мислите дека е клучен за градот и најитно треба да се решава? Видите, најитно и клучно е решавањето на сообраќајниот хаос во градот. Тоа е еден од проектите за кој што оваа локална власт во заминување не направи ништо. Како вие ќе го решите? Ќе го решиме во однос на тоа дека во првите 100 дена ветуваме дека со обширна, обсежна дебата ќе дојдеме до правото вистинско решение за решавање на сообраќајниот хаос. Јас имам одредени размислувања со мојот тим од Социјалдемократскиот сојуз и нашата коалиција, веќе направивме одредени идеи и разговори, меѓутоа сакаме да ја слушнеме јавноста и заради ова сакаме од позиција на градоначалник и на локална самоуправа да направиме обсежна дебата и во првите 100 дена да го имаме решението. Веднаш потоа ќе се зафатиме со решавање на овој проблем. Овде во делот на сообраќајниот хаос спаѓа и решавање на паркирањето, кое што не е решено до овој момент, бидејќи во Штип до овој момент нема ниту една катна гаража, а во нашиот план, кој што го предвидуваме, веќе имаме 2 катни гаражи во центарот на градот со конкретни локации кои што во наредниот период исто така ќе влезат во овој план за решавање на овој клучен проблем за градот, бидејќи ако сакаме да бидеме вистински центар на Источна Македонија и вистински универзитетски град, мораме да понудиме услови и за студентите и за оние кои што ќе дојдат посетители, меѓутоа и за нашите сограѓани кои што живеат овде во Штип. Ветувате дека ако станете градоначалник ќе изградите голем аквапарк. Колку би чинал тој проект и од каде мислите да ги обезбедите парите? Па вака, тоа е малку подолгорочен проект кој што нема да може да го реализира само да се реализира за само еден мандат и една локална власт, една локална самоуправа. Јас сум убеден дека ова е вистински проект за развој на градот заради тоа што Штип исто така во објекти од овој тип досега во градот нема. И тоа што го имаше во делот на еден отворен базен во градот кој што е од многу одамна, е во многу лоша состојба денеска и е пред распаѓање, јас би рекол. Затоа решивме веднаш во близина на овој објект каде што се наоѓаме сега, во спортско-рекреативниот центар Суитлак, да направиме една спортско-рекреативна зона која што предвидува огромен аквапарк со затворен и отворен базен, со сала за боречки спортови, со многу други содржини, скейт паркови. Дали имате предвидено колку тоа ќе чини? Па видите, ќе се направи истражување основен проект. Без основен проект се би било илузорно овде да дискутираме за суми на пари. Без да имаме анализи направени, истражувања, идеен и основен проект, секако дека не можеме да доеме и да кажуваме паушални бројки. Зарем не мислите дека е поважно да се обнови водоводната мрежа на Штип отколку да се изгради аквапарк? Водоводната мрежа е тековна работа во градот, која што се обновува и се реобновува. Во нашата програма имаме предвидено во 3 приградски населби и од 2 приградски населби едно село, тоа се Балканска, Македонка и Чардаклија, кои што во моментот немаат чиста вода за пиење од градскиот водовод. Јас вчера ги посетив тие луѓе кои што го кажа ова дека е клучниот проблем за нивниот живот. Јас нема да дозволам да бидам градоначалник на општина Штип, кој што за време на својот мандат ќе има се уште села или приградски населби одсечени од светот. И затоа тоа е првата работа. Во првите 100 дена ќе ја донесеме чистата вода за пиење од водоводната линија во Штип до населбата Балканска, а во втората фаза ќе продолжиме кон Македонка и во втора фаза кон Чардаклија и трета фаза кон Македонка. Тоа е еден капитален развоен дел на нашиот град, бидејќи јас сум убеден дека сите граѓани на општина Штип морат да бидат еднакви. Јас верувам, тоа го зборувавме и за на ниво на цела Република Македонија и затоа нема да дозволам луѓе кои што живеат на 1-2 километри од центарот на градот да немаат чиста вода за пиење. И тоа е еден од приоритетите, се согласувам, меѓутоа мораме да размислуваме и овој град да го развиваме со многу други содржини кои што ќе дадат квалитет на нашиот град. Проблемите на Штип и што граѓаните очекуваат, сепак најдобро ги знаат штипјани. Затоа денеска во публиката се представници на граѓанскиот сектор, како и моите колеги новинари. Добре дојде
за сите тука. Нив сега ќе им го препуштам микрофонот и тие всушност ќе ги поставуваат сите прашања, бидејќи, како што реков, и најдобро ги знаат проблемите и потребите на општина Штип. Најпрво да почнеме со новинарите. Тука се моите колеги од медиумите во Штип и дописници на националните медиуми. Ке започнеме, еве го поканувам господинот Зоран Зарински. Повелете со вашето прво прашање. Добро вечер за сите. Првото до господин Бочварски. Само 2-3 дена бевте на Тврдината Исар, реализиравте заедничка, јас мислам дека немам тон, не знам режија, реализиравте заедничка еколошка акција со вашите активисти, собиравте отпад на Тврдината, оттаму порачавте дека имате многу амбициозни проекти. Прашањето ми е како ќе ги решите дивите депони во Штип. Манастирот Света Недела, Штипјани го знаеме, манастирот на мајка Мирјана, континуирано со децении ќе речеме градата еколошка слика на Штип. Ќе се погрижите ли тој дел на Штип да не биде дива депонија и да биде примерно еколошко катче со шумски појас, бидејќи е најблиску до Штип? И под прашање, ако имате време, капитален проект е по вашата програма Аквапаркот. Каде е Кежовица, која секако за Штипјани и за регионот е капитален проект, кој воедно таму може да биде и аквапарк и се што треба да биде, и дали ќе го решите и тој дел од градот да не биде дива депонија, затоа што знаеме дека и таму честопати знаат граѓаните. Значи, две прашања. Да, благодарам, господин Зарински. Две прашања. Дивите депонии и Кежовица, вечен проблем очигледно стигна и до мандатот на следниот градоначалник на Штип. Па вака, токму заради тоа што, еве гледате во изминатиот период веќе на 2 наврати, јас со моите поддржувачи, со членови симпатизери на СДСМ и коалицијата, веќе бевме на терен да извршиме одредено чистење на диви депонии во нашиот град. Првата акција која што ја спроведовме беше токму кај манастирот Света Недела. Таму исчистивме и собравме заедно со механизација, се разбира, околу 30 кубни метри градежен шут и отпад. Тоа беше една волонтерска акција која што верувам дека направивме добро дело за нашиот град, за животната средина и за здравието на нашите граѓани. Но дали имате план како тоа да се реши сосема комплетно, а не со вакви волонтерски акции? Меѓутоа тоа не е доволно и затоа треба идната локална власт да се зафати со решавање на овој проблем институционално преку своите јавни предпријатија кои што нормално тоа има и задачата да го прават, преку одредени кампањи со кои што ќе разговараме, ќе ги обучиме нашите сограѓани, ќе ги обучиме да не фрлат отпад таму каде што не му е местото, меѓутоа и ние како општина да поставиме решение, да поставиме контейнери таму каде што е потребно, да не се фрла отпад од секаде, да бидат повисоки и ригорозни казните за оние кои што тоа ќе го прават на таков нечесен и несовесен начин. Така што со многу повеќе свест кон нашите сограѓани верувам дека ќе намалиме оваа појава која што се случува во нашиот град се почесто. Вчера бевме на Тврдината Исар, која што е гордост на Штипјани, каде што наидовме на една многу лоша гледка и таму направивме една мини еколошка акција. Ако може ќе ве замолам, бидејќи сте сам тука и одговарате на прашањата малку поконцизно да бидат одговорите. Второто прашање беше за Кежовица, вечниот проблем. Кежовица, како што знаат и сите наши сограѓани, топлата вода, која што е лековита, изворите се издадени под концесија, така што овде треба да влеземе во општината, да ги видиме условите како издадене, кој е договорот кој што го има подпишано општината и државата, бидејќи еден дел и државата има удел во оваа работа, државата ја издава водата под концесија, да видиме кој е договорот, кои се условите, дали инвеститорот кој што ја има земено водата под концесија, односно изворите, се придржува кон договореното и потоа ќе донесеме одлука што понатаму со бањата Кежовица и со изворот Кежовица. Значи, тоа и овој проблем ќе биде прво дебата, а потоа ќе понудите решение. Не се работи овде за дебата, се работи за тоа да видиме што е склучено како договор. Ние не можеме да ги откриете, се разбира.
што се случувало во меѓувреме. Господин Горан Гаврилов, следното прашање. Во минатиот период нетранспарентноста на работењето на општина Штип беше проплетена со некаква корупција на локалните и регионалните медиуми во Штип, бидејќи нетранспарентно се трошеа буџетските пари за директни договори со медиумите. Истата слика имав и на државното ниво, а не исклучени Штип и на локално ниво дека тоа се случува. Прашањето ми е дали ќе се направи ревизија на тие договори, на кој начин се трошеле и кој е вашиот став, на кој начин во иднина сакате да бидете транспарентен и односот со медиумите? Благодарам на прашањето. Нетранспарентноста е клучна работа против која се боревме и во изминатиот период на централно ниво како политичка партија. Овде на локално ниво јас како идна локална власт ќе се борам и ќе докажам на дело како треба да се работи во делот на транспарентноста, како треба секој наш граѓанин да знае до последниот денар каде се потрошени буџетските пари на општина Штип. Ќе направиме ревизија да видиме каде се потрошени досега народните пари, какви договори биле склучувани, доколку се склучени било какви штетни договори во однос на општината со било кој правен субјект. Ние ќе покренеме и правна постапка, натаму органите на прогонот ќе оставиме да си проценат дали ќе ја процесуираат таа кривична пријава и дали ќе постапат по неа. Мислам дека имаше и дополнително дел од прашањето, како вие ќе се однесувате со медиумите и што ќе промените во тој медиумите имаме генерална политика во која што нема да дозволиме да бидат поклопени од локалната и од централната власт. Знаеме како тоа се правеше во претходниот период. Ние сакаме целосна транспарентност, сакаме медиумите да бидат наспротивната страна од политичарите, меѓутоа медиумите и политиката се нешто што едно без друго не може да функционира и затоа мораме да имаме одредена соработка, меѓутоа никогаш во ниеден момент нема да дозволам никаква цензура и во ниеден момент нема да дозволам општината да прави притисок врз ниту еден локален, регионален, централен медиум заради своји потреби. Така што оставам веднаш после промената на власта секој граѓанин да увиде како ние ќе работиме во соработка со медиумите, се со цел за доброто на граѓаните на општина Штип. Што ќе направите да биде потранспарентна работата? Мислам дека господин Гаврилов исто така праша. Веднаш ќе ви кажам, во делот на транспарентноста ќе видите дека како се трошат народните пари. Во делот на рекламирањето ќе ги запреме парите, односно ќе останат само рекламирањата, односно известувањата кои што ги имаме како општина за кои што треба да бидат информирани граѓаните на општина Штип. Нема да се рекламираме, нема да трошиме буџетски пари за да се фалиме како ние работиме. Апсолутно тоа не е во наш интерес. Граѓанинот кој што ако работиме добро како локална самоуправа, граѓанинот ќе го увиде тоа и многу брзо ќе свати дека работиме во интерес на граѓаните. Нема потреба од фалби, нема потреба од скапи реклами кон медиумите, а со тоа и да ги притискаме, да ги купуваме на некој начин медиумите, да вршиме притисок врз нив, како што тоа се правеше досега, сите знаеме и на централно и на локално ниво. Апсолутно диаметрално спротивни сме од тоа што се случуваше досега и транспарентноста е приоритет број 1. Сите заедно, граѓаните, невладините организации, медиумските работници, медиумите, спортистите, спортските работници, заедно ќе придонесеме, исто така и местните заедници, ќе придонесеме да, например, направиме еден буџет, кој што ќе биде транспарентно направен, буџет на општина Штип, кој што ќе ги содржи реалните потреби на сите граѓани на општина Штип, согласно од тоа колку средства имаме, рамномерно ќе ги распределиме за потребите на граѓаните. Продолжуваме натаму. Тука е господја Викторија Јованова, мојата колешка, дописник на телевизија Телма. Повелете. Така, добро вечер. Еве, Штип е единствениот град во земјава кој што нема брана, ниту пак поголема спортска сала. Во изминатите години политичките партии си подаваа рака дека да се реализира брана на река Отиња, дека имаше еден неуспешен референдум. На сметката на општина Штип како мртви пари стоат 1 милион евра. Знаеме дека тие пари преку самопридонес се собрани. Едноставно за реализација на овие големи проекти, капитални проекти за Штип, потребна е поддршка од централната власт. Досега Штип, барем за овие проекти, нема добиено поддршката. Дали конечно Штип ќе добие државна поддршка? Сакам да ве убедам сите
граѓаните на општина Штип дека Штип за време на оваа локална власт ќе добие не само подршка од владата, туку ќе добие и брана на реката Отиња. Тоа е еден крупен капитален проект за нашиот град, бидејќи Штип е еден од градовите, поголемите градови во Република Македонија кој во својата близина нема вештачко езеро, природно езеро или брана во својата близина. Така што овој проект е клучен за нашиот град, капитален проект кој што има многу придобивки за нашиот град. Например, летните горештини, летните високи температури, кога ќе има оваа брана, нема да бидат до тој степен високи. За неколку степени ќе се намалат летните температури, а за неколку степени ќе се покачат зимските температури, ниските температури во текот на зимата, во текот на годината. Така што ова е многу значаен проект за нашиот град, кој што според одредени анализи чини околу 5-6 милиони евра. Јас сум убеден дека брана на реката Отиња е многу поважен проект отколку Триумфалната порта во Скопје. Верувам дека во наредниот период, бидејќи бев вклучен во изработката на програмата на владата и програмата Планот за живот во Македонија, која што ја имавме за претходните парламентарни избори, овој проект е влезен и во програмата на партијата за претходните парламентарни избори и во програмата на владата за овој 4-годишен мандат на владата на Република Македонија. Токму затоа сум среќен што успеавме овој проект да го вклучиме, да го ставиме на листата на приоритети на нашата влада и токму затоа општината заедно со владата ќе отпочне веднаш со реализација на овој крупен капитален проект за нашиот град, кој што сите знаеме колку е важен за штипјани и за градот Штип. Парите од самопридонесот исто така се важни, тоа се околу 1 милион евра кои што се насочени, кои што се наменети сега за брана на реката Козијак, меѓутоа со референдум ќе се обидеме да ги пренамениме за изградба на брана на реката Отиња. Така што тоа е мојот одговор околу ова прашање. Околу прашањето за поголема спортска сала, имаше во претходниот период во 90-тите години обид да се отпочне со изградба на овој крупен исто така капитален проект за нашиот град, меѓутоа остана до ставање на камен темелник. Ние во овој спортско-рекреативен центар Суитла, кој што го предвидуваме, имаме предвидено спортска сала со поголем капацитет, меѓутоа направивме анализи пресметки дека нема да можеме во овој прв 4-годишен мандат да ја реализираме оваа спортска сала, бидејќи средствата кои што ги имаме се толку и се тие. Приоритетите се, например, да ги насочиме кон гасификација, кој што е многу поважен проект за нашиот град. Да, меѓутоа, нели сметате дека за универзитетски град со толку многу студенти е од важност да има спортска сала? Апсолутно е важно, меѓутоа спортска сала за универзитетот веќе има во нашиот град, која што сосема доволно ги обслужува потребите на нашиот град и на универзитетот. Ние ќе се обидеме во наредниот период токму во овој спортско-рекреативен центар да изградиме сала за боречки спортови и доколку се јави потреба ќе направиме напори и да отпочнеме репроектирање и отпочнување на оваа голема спортска сала, меѓутоа не можам да ветам, бидејќи тоа е еден крупен капитален проект за кој што се потребни сериозни средства од буџетот. Но за наредниот, за вториот мандат, јас би рекол, тоа е еден сериозен проект за кој што ќе се ангажираме и ќе го реализираме. Во вечерашнава таунхол дебата во публиката се и представници на невладиниот сектор. Го поканувам првиот представник, тоа е представничка, повелете со прашање до кандидатот за градоначелник Бачеварски. Јас сум Невенка Унгурова-Гјурова од Фондација за развој на локалната заедница од Штип. Мене ми е многу жал што најчесто транспарентноста и отчетноста на локалните власти се подразбира како процес на информирање на граѓаните што е тоа што општината го сработила, а не и процес во кој што се вклучени граѓаните кога се планираат одредени капитални инвестиции или јавни политики и секако во процесот на донесување на тие одлуки. Мене ме интересира како планирате да ги вклучите граѓаните во процесот на донесување на одлуки и секако во креирањето на овие јавни политики, посебно со акцент со овие најавени капитални инвестиции, дали тие ќе бидат предмет на јавна расправа пред истите да започнат со евентуална реализација. Бачеварски? Јас сакам да дадам малку поопширен одговор, бидејќи ова сериозно комплексно прашање и многу важно за мене како иден градоначелник на општина Штип. Транспарентноста веќе одговорив во што размислувам и кои се моите планови во однос на транспарентноста во делот на одлучувањето. Тоа е многу важно бидејќи
во овој момент ништо, ама буквално ништо не се одлучува надвор од зградата на општината, односно надвор од тие неколку луѓе кои што ја водат општината во овој момент. Не само вработените во општината, не само представниците на политичките партии, советниците од советот на општината или градоначалникот, туку и невладените организации, граѓанскиот сектор, сум убеден дека треба да бидат вклучени не само во дебатите, туку и во одлучувањето. Политичарите не се ни најпаметните, ни оние кои што знаат најмногу, меѓутоа ние треба да најдеме начин, модус како да ги вклучиме граѓаните во одлучувањето. Како политичка партија. Како вие ќе ги вклучите? Па еве например како градоначалник. Например во донесувањето на еден генерален урбанистички план. Сега во моментот се носи генерален урбанистички план. Нека ми кажат невладените организации како, колку и до која мера се вклучени во овој процес. Јас верувам дека не се вклучени воопшто во донесувањето на генерален урбанистички план. Иако трајат јавни расправи, дебати, тие се организирани така да никој не отиде на таа дебата и никој да не земе учество и да го даде својот придонес. Во делот на пример на генерален урбанистички план кој што треба да се донесе. Еве јас на пример, мојата политичка партија имаме сериозен сомнеш, бидејќи во ова што го велиме спортско-рекреативен центар, местноста Суитлак, Кртеке, кој што го кажуваме дека треба да биде белите дробови на градот и спортско-рекреативна зона, според овој генерален урбанистички план се предвидува стамбено домување, стамбени згради. Тоа нема да го дозволиме и токму затоа ни се потребни и граѓаните, и опозицијата, и сите политички партии да се вклучат во донесување на крупни капитални одлуки кои што значат развој на градот или застој на развојот на градот во наредните можеби 50, 100 и повеќе години. Затоа ни треба опсежна дебата. Дека ќе предложите измена на генералниот урбанистички план како една од Тој не е донесен, тој е во фаза на реализација. Цела среќа што идната локална власт ќе има можност да го реализира и да го донесе. Во делот на, не знам дали имаш уште едно прашање. Не, тоа мислам дека добро. Тоа беше одговорот. Повелете следниот представник од граѓанскиот сектор, представете ни се и прашањето. Добро вечер, Кристијан Панев од Фондација за развој на локалната заедница од Штип. Господине Бочварски, вака имам две прашања, ќе ги концепирам кратко. Прво, бидејќи ги спомнавте деталните урбанистички планови, а сведоци сме дека во Штип се случува градска инвазија, никнуваат згради на места на кои што не име местото и се менуваат детални урбанистички планови преку ноќ. Ме интересира која е вашата лична визија, во која насока и на кој дел од градот би требало да се шири. Тоа е првото прашање. И второто прашање, како млад представник овде, ми е како планирате да ги вклучите конкретно младите, како планирате да ја отворите општината за младите, дали планирате да го реформирате актуелниот совет на млади? Повелете, јас ќе ве замолам сепак концизни во одговорите за да може да добиеме повеќе прашања. Сепак за првото прашање е малку посериозно прашање кое што значи иден развој на градот, каде би се ширил градот, каде би се развивал градот. Јас сакам да напоменам дека со овој генерален урбанистички план кој што идната локална власт ќе го донесе, развојот на градот апсолутно ќе се шири во делот на стамбеното домување од населба Пребек преку една обиколница која што ќе се движи од населба Пребек, позади Исарот се до Ново село, до Бањата Кежовица. Тоа ќе биде една обиколница која што ќе даде развој на градот и една населба за околу 8000 жители во делот позади Пребек практично. И тоа е делот кај што треба стамбено да се развива градот генерално во најголем дел. Во делот на индустријата, индустријската зона Север, индустријската зона Запад, која што е обиколницата, како што ја знаеме сите, кон Струмица, е многу важен дел, сегмент кој што ние како локална власт ќе се обидеме да го развиеме преку урбанизација, таму да можат да се развијат поголеми индустријски капитални проекти кои што ќе вработат многу луѓе. Таму во близина индустријската зона, Штипската индустријска зона, таму ќе биде наменета индустријска зона пред се за домашните предпријатија. Имаме индустријска зона која што ќе ја развиваме, која што е кон 4 километар, јас би рекол, после гробиштата, таму треба да се развиваат уште еден дел од индустријата на нашиот град. Така што урбанизмот, јас сум архитект по професија, не трпи импровизации. Таму не смееме да одлучуваме како одредени точки да зафаќаме од градот. Тоа урбанизмот е планирање кое што треба да се направи голем опфат, кое што ќе даде сериозен развој на градот за наредните 50 или 100 години. Така што тоа е многу важен процес и не смее вака тивко, тајно да се носи позади грбот и на граѓаните и на експертите.
Тоа е во делот на прашањето околу деталните и генералните урбанистички планови. Апсолутно ќе ги вклучам сите оние кои што сакаат да се вклучат и преку медиумите, на медиумски дебати ќе бидам присутен како градоначелник, заедно со опозицијата да дебатираме, заедно со граѓанскиот сектор, за да ги донесеме клучните и најважните одлуки. Немам намера ништо да кријам од граѓаните што ќе се донесе како развој на градот, како урбанизам во наредниот период. Во делот на Советот на млади, ќе ги прашам младите. Ќе направам сериозна анализа, ќе ги повикам сите оние младински организации да бидат присутни, да дојдат, да издебатираме, да донесеме одлуки за младите. Јас сум релативно млад човек и ги сваќам потребите, жестината, борбата која што младите сакаат да имаат, тоа што сакаат да се докажат во средината како енергични луѓе, и јас ќе ги повикам сите оние кои што имаат желба, волја да бидат дел од идната локална власт, заедно да носиме одлуки, заедно да го развиваме градот како универзитетски град, правилно да се развиваме и да ги носиме вистинските одлуки за младите луѓе во општина Штип. Дозволете едно прашање, еве, кога зборувате за урбанизација, дали имате некоја конкретна идеја за центарот на Штип, кој е прилично загушен, барем вака на прв поглед за нас кои доаѓаме однадвор? Дали тука нешто ќе се гради, ќе се менува, ќе се запре градењето, или имате сосема некоја друга идеја? Центарот на Штип е релативно ограничен во делот на урбанизмот. Тоа што е изградено, градот е релативно стар град со многу стари градби кои што не можат така лесно да се отстранат или да се направи развој во овој дел. Најголемиот проблем кој што и вие сте го воочиле е сообраќајниот хаос, сообраќајниот метеж, паркирањето, и тоа веќе го спомнав. Имаме начин, имаме решение како тоа да го решиме, да дојдеме до едно вистинско решение пред се во сообраќајот. Имаме проблем не само во центарот, кај градскиот пазар. Кога е пазарен ден, таму се создава хаос. Исто така нема паркинг место. Планираме катна гаража на самиот пазар, во близината на пазарот, каде што сега моментално има паркинг, да се направи катна гаража, заради тоа што таму е неподносливо во деновите или во денот кога е пазарен ден во нашиот град. Сметате дека катните гаражи ќе го растоварат и метежот во сообраќајот, или едноставно ќе го решат само паркирањето? Нели има и други начини? Нели обично, еве, ми текнува пар-непар кога се работи за загадување, ограничено влегување во централното градско подрачје? Јас сум убеден дека во најголем процент, 90% сообраќајниот хаос ќе се растерети со решавање на паркирањето. Бидејќи во овој момент во нашиот град, во централното градско подрачје, имате две едносмерни улици кои што се движат околу реката Отиња. И двете се по една лента, а втората лента се користи за паркирање. Кога би се ослободила втората лента да бидат двете едносмерни улици двонасочни, односно со две ленти за движење, сообраќајот би бил многу побрз и многу покорисен. Паркирањето делумно ќе се реши во катните гаражи, а делумно со решението кое што го планираме во центарот да се помести на тротоарите, а тротоарите да се поместат на конзоли кои што ќе бидат над реката Отиња. Така што практично ќе се помести за една лента. Тоа е едно од решенијата кое што јас го имам, меѓутоа тоа не е конечно решение. Кажав дека во првите 100 дена ќе донесеме решение за сообраќајниот хаос. Меѓутоа катните гаражи, две во центарот на градот, ќе ги кажам и локациите за граѓаните на Штип кои што не следат. Едната е во самиот центар, во близина на трговскиот центар, каде што ќе се обидеме дали преку јавно-приватно партнерство или преку општина Штип да ја реализираме, и другата локација за која што сметам дека е одлично решение е позади зградата на општина Штип, да се направи една катна гаража каде што ќе биде вистинско решение за да го растеретиме градот. Видете, во овој момент имате, како што кажав, една сообраќајна лента која што се движи. При улицата е истата која што води кон клиничкиот центар. При движење на брзата помош немаме можност да помине болничкото возило. Затоа ни требаат две проточни ленти на овие две клучни главни улици во нашиот град. Би се решил и евентуално и тој проблем. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и повторно се враќаме на нашата таунхол дебата. Останете со нас. Се враќаме на нашата таунхол дебата во Штип. Тука е кандидатот за градоначалник на СДСМ Благој Бочварски.
Продолжуваме со прашања од представниците на граѓанскиот сектор. Повелете. Јас сум Кристина Апева, граѓански активист и дел од едно здружение за работнички права, поточно за текстилните, кожарските и чевларските. Штип е текстилен град и ги знаеме состојбите со работничките права. Кои се ингеренциите и дали општината и вие како иден градоначалник би помогнале во тој дел подобрување, значи на условите за работа и подобрување на работничките права? И едно мало подпрашање, дали имате предвидено некакви мерки за социјално загрозените, некаков фонд или нешто? Ви благодарам. Повелете, господин Бочварски. Штип е текстилен град. Штип е град во кој што имаме голем број на конфекции, голем број на конфекцијски работнички. Локалната самоуправа нема големи ингеренции во овој дел, односно ингеренциите припаѓаат на централната влада, на централната власт, на Министерството за труд и социјална политика, кое што го води овој дел, оваа проблематика. Јас досега како пратеник покажав дека целосно се залагам и се борам за текстилните работнички. Остварив посети на неколку конфекции во нашиот град, каде што за среќа можам да кажам дека условите и не беа толку лоши. Можеби јас налетав на такви конфекции каде што има релативно добри услови за работа, работничките беа исто така релативно задоволни, меѓутоа како централна влада, она кое што го донесовме до овој момент за покачување на минималната плата е нешто со кое што можам да се пофалам како досегашен и актуелен пратеник, за кое што се борев, за кое што ветував и за кое што обстојавме како влада во првите 100 дена да го донесеме. Во идниот период исто така како градоначалник ќе правам притисок врз владата на СДСМ или било која друга влада да направи, да воведе, да прави притисок врз собствениците да има подобри услови и условите секогаш да се подобруваат. Бидејќи никогаш не е доволно, јас сум свесен дека и денеска условите за работа во сите конфекции не се добри и не се доволно добри. Меѓутоа моравме од негде да тргнеме и верувам дека во наредниот период ќе ги подобруваме сите заедно условите. Овде исто така вие како граѓански активист, како невладина организација дадовте голем придонес во разбудувањето на свеста, во будењето на свеста на работничките права, на работниците во текстилната и кожарската индустрија и мислам дека во идниот период таа свест да расте и сите заедно да дадеме придонес со конечна цел подобрување на правата на работникот. Тоа значи дека ќе алармирате доколку постои некаков проблем, си вие секако, како што рековте, сте во контакт и со собствениците и доколку се докаже дека има некакви нарушувања, непочитувања на стандардите, би можеле да барем да поразговараме. Јас вчера остварив средба случајна кога бев во еден дом да разговарам со едни наши сограѓани, со една текстилна работничка која што ме праша дали доколку при покачувањето на минималната плата бидат заплашувани работниците да дел од покачувањето на платата го вратат назад кај работодавецот, дека можат да сметаат на мене. Да, можат да сметаат на мене, јас ќе бидам овде, можат слободно да се обратат кај мене, јас ќе алармирам до инспекциите да ја посетат таа компанија и да видиме за што всушност се работи. Конечната цел ни е работникот да добие подобри услови за работа, повисоки плати, бидејќи зијано таа работа нема. Нема среќна држава со сиромашен народ. Затоа сме убедени дека треба и да се покачи минималната плата, но и условите за работа во конфекциите да бидат секогаш на едно повисоко скалило. Продолжуваме со следното прашање. Повелете, представете се и прашањата. Добар ден, јас сум Денис Ампев од Младински клуб Штип. Ја водиме програмата за превенција на ХИВ во Република Македонија. Ги обслужуваме најранливите категории на граѓани. Сакам една констатација, тоест досегашниот градоначалник го критикува посебно од неговата советничка група дека не водил социјална политика и дека буџетот спрема невладиниот сектор беше на најниско можно ниво, односно по 20.000 денари. Да, но тука е кандидатот за би сакал иден да прашам градоначалник. какви се вашите политики и вашите намери спрема финансирањето на спрема невладиниот сектор и дали планирате да го зголемите тој буџет, бидејќи како што знаеме социјалното партнерство е единствен начин општина Штип да најде систем за било која програма, посебно наменета за ранливите категории на граѓани. Јас ќе ја барам вашата поддршка во делот на поддршка за развој на секоја категорија, на политиките на секоја категорија и на секоја група на граѓани. Во делот на буџетот, апсолутно, претходно кажав дека сакам заедно да го
створиме заедно да го создадеме буџетот на општина Штип. Сите чинители да бидеме присутни, да кажеме кои се нашите потреби, кои се вашите потреби, согласно тоа колку имаме средства на располагање, да одреден процент се одобри средства, меѓутоа со конкретни мерки да видиме кои се проектите кои што вие ќе ги предложите до општината за конкретна реализација и за подобрување, да речеме, на некоја категорија на граѓани, подобрување на животот, подобрување на функционирањето. И затоа мислам дека веќе одговорив на ова прашање, ќе бидеме целосно транспарентни, средства да ќе бидат дефинитивно зголемени, меѓутоа колку ќе бидат ќе зависи и од ангажманот на невладините организации, на граѓанскиот сектор, да видиме кои се потребите на невладините организации, кои се проектите, колку средства се потребни, да видиме каде ќе се најдеме во овој дел, за да се со цел да имаме конечен бенефит да имаат граѓаните одредена категорија на граѓани во општина Штип. Следното прашање. Добро вечер, јас сум Јорданка Калајџиевска од еколошко друштво Виножите од Штип. Како долгогодишен екологист јас би поставила прашање директно кои се вашите планови за два капитални објекта еколошки? Тоа е изградба на планска депонија. Дали планирате во скоро време тоа да се реализира? И вториот капитален објект еколошки било пречистителна станица на отпадните води кој што се наоѓа до самата бања Кежовица. Сметам дека час поскоро овие два еколошки проблеми треба да се реши овој град. Вашето мислење за овие проблеми? Да, навистина конкретни прашања. Пречистителна станица нема. Нема. Шти планот е да се изгради крај Кежовица, дали ќе останете на тоа и дали ќе се зафатите и кога со тоа, а потоа и следното прашање. Ова е еден од крупните капитални проекти исто така за изградба на пречистителна станица на градот Штип. Ние сме земја која што многу малку работи на овој проблем. Општина Штип нема таква пречистителна станица. Ние ќе се заложиме и со средства од европските фондови да привлечеме средства за да можеме пречистителна станица да почнеме да градиме час поскоро. Тоа е проект кој што дава квалитет на еден град, тоа е проект кој што дава квалитет на една земја, бидејќи се стремиме кон Европска унија. Јас верувам дека нема да можеме да стапнеме до Европска унија доколку немаме пречистителни станици во нашите регионални центри во поголемите градови. Во делот на депонијата... Дали тука ќе ни појасните, дали ќе останете на првичниот план, колку што јас разбрав, од господјата, да се гради пречистителната станица крај Кежовица бањата, или ќе се бара друг? Треба да се гради на потегот кон излезот на градот кон Радовиш и Струмица и во овој дел на дел од оваа локација, од овие локации треба да се изгради бидејќи таква е конфигурацијата на теренот која што бара таму да биде, таму е најниската точка на градот и таму треба да биде изградена пречистителната станица. Нели тоа ќе влие подоцна? Не, апсолутно нема да биде во кругот. Но што се планира пак во Кежовица? Нема да биде во кругот на Кежовица, тоа е на релативна оддалеченост од бањата Кежовица, на поголема оддалеченост, меѓутоа таму е најниската точка на градот, таму е сливот на Брегалница кој што, односно сливот на Отиња во Брегалница и кон натаму се движи конфигурацијата на теренот со најниската точка на градот и затоа таму мора да биде изградена оваа пречистителна станица и овој крупен капитален објект. Во однос на депонијата, тоа е еден проект кој што треба заедно со околните општини од источниот регион да се најде заеднички јазик, да се види каде би била сместена таа регионална депонија. Регионална депонија е вистинското решение за целиот регион. И затоа во рамки на нашите можности, во договор со нашите соседни општини, преку ЗЕЛС ќе направиме напори, ќе најдеме решение каде најпрви на чија територија би се изградила таа депонија, а потоа и сите заедно ќе тргнеме во реализација, бидејќи исто така тоа е еден од проблемите. Во моментот Штип има една депонија која што пред само неколку дена јас бев присутен во ноќните сати таму, каде што беше целата во пламен, каде што противпожарните служби веќе не одат таму да ја гасат таа депонија и се случува многу големо загадување на еколошката средина, загадување на нашиот град, тоа е штетно по здравјето на граѓаните на општина Штип и затоа мора час поскоро да се реши овој проблем. Во овој момент депонијата е необезбедена, неосветлена, без речиси никаква заштита таму.
Дали би го решавале тој проблем? Бидејќи оваа регионална депонија веќе велите дека загадува, нели е време да се почне, дали би се зафатиле вие да направите некоја модерна депонија која ќе произведува, да речеме, и енергија, а не само ќе служи за одлагање на смет? Да, во моментот нема регионална депонија, во моментот депонијата е на општина Штип, меѓутоа е целосно запуштена. Регионална депонија е она кое што треба да се направи и кое што ќе биде со сите еколошки стандарди, со сите стандарди кои што ќе ги побара и Европската унија од нас, за да бидат повлечени и средства од европските фондови, да можеме полесно и побрзо да ја изградиме. Чекате сепак регионалната депонија, а ова што се случува? Ова што се случува во моментот е во многу лоша состојба, ќе најдеме времено решение за ова додека да се изгради регионалната депонија. За тоа ќе бидат потребни веројатно години и години. Ќе видиме, ќе направиме се да час поскоро биде изградена регионалната депонија. Тоа не е проект кој што се гради и да ги имаме средствата, да го имаме проектот. Тоа не е проект кој што се гради од денеска за утре. Тоа е проект долгорочен, клучен, битен за овој регион и за нашиот град и затоа треба време, меѓутоа бидејќи досегашните локални самоуправи не направиле ништо, ќе мораме ние да се заложиме целосно и да се ангажираме за дали може да биде на местото на постоечката депонија? Ќе ги направиме сите анализи. Не можам да преюдицирам, ќе видиме, ќе кажат експертите, ќе направиме една обсежна дискусија, ќе ги видиме сите плански можности на нашиот град кои што ги нуди и потоа ќе ги донесиме одлуките. Следното прашање од граѓанскиот сектор. Јас сум Виолета Карагунова, детски парламент за Штип и Карбинци. Јас ќе започнам со она што вие започнавте во врска со спортско-рекреативниот центар. Ја поздравувам оваа идеја и впрочем оваа идеја не е нова, туку е од поодамна и нејзината реализација оневозможена од причини што тоа земјиште е во приватна собственост и мене ме интересира како вие како иден градоначалник би го решиле таа трансформација од приватна во собствена, во државна собственост. И друго, имам како жител на овој град, знам дека тоа место не изобилува со водени ресурси. Од друга страна, имам информација дека локалната самоуправа веќе има изготвено проект и обезбедена локација за аквапарк во местност така и во близина на базенот. Кој е вашето размислување и како вие ќе ја реализирате оваа идеја? Така, благодарам на прашањето. Спортско-рекреативниот центар Суитлак е проект кој што ние го отворивме веќе во јавноста, за кој што дискутиравме и кој што е сериозен и издржан проект. Убеден сум, знам, бидејќи направивме анализи дека таму доволно вода има, треба да се направи еден зафат за да се донесе водата, препумпна станица, како што ме информира луѓе кои што се засегнати со оваа работа, кои што работат на оваа проблематика и да се донесе, има доволно вода таму. Тоа се белите дробови на градот и тоа е спортско-рекреативниот центар на овој град кој што треба да се развива во таа насока. Во делот на тоа дека локалната самоуправа излезе со информација дека тие имале веќе, тие требале веќе да размислуваат на тоа. И тие најголем дел од локациите кои што се кај сегашниот градски базен ги распродадоа. Општината мора сериозно да се зафати со сопствени средства да реализира нешто за овој град. И затоа јас сум убеден дека ова е правото решение и затоа што нема да дозволам оваа зелена зона, овој спортско-рекреативен центар кој што од секогаш бил гордост на Штипјани, Суитлакот, да биде стамбена зона и да биде зона за домување. Тоа ќе остане таков спортско-рекреативен центар и сите ние заедно ќе донесеме вистинско решение за овој спортско-рекреативен центар. Аквапарк таму ќе изградиме, бидејќи тоа е реално остварливо и во наредниот период ќе видите дека тоа е вистинската одлука која што сме ја донели. Може следното прашање? Здраво, јас сум Златко Миладинов од невладиното здружение Гласно од Штип. Имам едно прашање за господинот Бочварски. Кои се вашите планови и активности да ги задржите младите во Штип? Иако Штип има многу млади, веројатно многу повеќе од сите други градови
повеќето во Источна Македонија? Тоа е сериозна работа, сериозен проект кој што треба да се решава во наредните години. Тоа не е нешто кое што се решава од денеска за утре. Во изминатиот период сведоци сме дека преку 600.000 младини ја напуштија Република Македонија, претежно млади луѓе, меѓу кои и нашите другари од Штип, наши пријатели. Имаме многу голем број на луѓе кои што живеат во Лондон, работат во Германија, во Италија и така натаму и така натаму. Преку отварање на работни места во нашиот град, преку поддршка на домашниот бизнис сектор, порамнувањето на странските инвеститори со домашните инвеститори, ќе придонесеме да се отворат вистински работни места кои што ќе дадат сериозни плати. Тоа е сепак работа на централната влада, меѓутоа ние како локална самоуправа конкретно ќе преку развој на нашиот град, преку развој на детални генералниот урбанистички план и деталните урбанистички планови ќе придонесеме да се развива индустриската зона север, запад, кои што ќе отворат многу нови работни места, меѓутоа со поддршка од централната влада, тоа се нашите политики кои што ќе субвенционираат високо платени работни места. Кога ќе ја донесеме платата да биде околу 30.000 денари просечната плата, јас верувам дека младите не само што нема да се иселуваат од овде, туку и дел од тие кои што се иселиле ќе се вратат назад. Бидејќи дома си е дома, секој наш млад човек сака да се врати овде и ние како локална самоуправа ќе направиме се за развој на бизнис секторот, конечно да можеме да придонесеме за поголем број на работни места, меѓутоа пристојни работни места за младите и со серија поволности. Например, имаме и друга мерка со 10.000 евра неповратни средства. Тоа е мерка на владата, меѓутоа тоа е мерка која што сепак ќе придонесе да се како градоначалник. Јас веќе имам луѓе кои што можам да се пофалам, кои што се вратија веќе од странство и кои што ја увидоа можноста наши пријатели од Штип кои што се веќе вратија да помогнат во оваа кампања и веруваат во овој концепт кој што го нудиме како централна влада и јас како иден градоначалник, како локална власт, за да го најдат своето место во Република Македонија. Мислам дека имаме уште едно прашање од представниците на невладините, поверете. Добар ден, поздрав до сите гледачи на Топ тема, поздрав и до кандидатот за градоначалник Благо Бочварски. Моето прашање, јас сум Горан Трајков, значи Сдружение Гласно од Штип. Моето прашање се однесува во контекстот каде што изминатиот период ние како граѓански активисти и невладини организации, граѓански организации кои го представуваат гласот на граѓаните и нивните проблеми, бевме изложени на невидени тортури, хајки и прогони. Оно што се случуваше во претходните избори и во изминатите периоди, инспекцијски, пудење од простори, значи каменување на самите организации каде сме сместени. Некои од организациите беа дури кај што сместени во државни... Ќе ве замолам да сепак објекти, да, ќе го скратам прашањето, беа дури иселувани. Беа иселувани. Ова е многу битно прашање за развој на нашето граѓанско општество. Да, кон крај на емисијата сме ве молам прашањето. Моето конкретно прашање е како ќе бидат поставени параметрите спрема граѓанскиот сектор, дали општината ќе дозволи да користат простори овие граѓански организации, затоа што не се во можност секогаш да си ги подмируваат и сметките и самите закупнини. Значи, да. Веќе имаше прашање за граѓанските, дали ќе им дозволите простори во општина? Во она кое што го кажав и претходно на претходните прашања, во делот на граѓанскиот сектор, граѓанските организации, сакам да имам целосна соработка со граѓанскиот сектор и токму затоа не е тоа само декларативна моја заложба, тоа ќе го покажам и на дело, бидејќи граѓанскиот сектор, како што кажав, не е многу важен, општината има свои ресурси, има свој капацитет да обезбеди сериозни можности за граѓанскиот сектор. Просториите се една многу ситна или банална работа која што не треба ниту да дискутираме. Секој граѓански активист, секоја група на граѓани која што има потреба, општината ќе најде простор, место да ја овозможи простор, се со цел таа повратно да врати бенефит кон општината и кон граѓаните. Токму затоа, јас сум убеден дека просториите, бидејќи на една претходна дебата го дискутиравме ова како проблем, просториите за граѓанските организации ќе ги отвориме и со тоа ќе отпочнеме сериозната соработка на општината со граѓанските организации. Господине Бочварски, пред да завршиме дебатата, уште неколку прашања.
Доколку станете градоначалник, ќе наследите една општина која практично воопшто нема долгови, а и актуелниот градоначалник Захариев се пофали, го фалати граѓаните на Штип, дека оствари многу проекти, само неговиот отчет е на 500 страници. Што сметате вие дека е направено добро во изминатите години и кој проект би го продолжиле? Целиот мандат на овој актуелниот градоначалник е импровизација. Апсолутно секој проект кој што го почне или најголем дел од проектите се чиста импровизација. Најголем дел ова го мислам за инфраструктурата, бидејќи при 15-минутен дожд во нашиот град гледаме дека се излеваат улиците. Се асфалтираат атмосферски канализации, атмосферски отвори кои што треба да прифаќаат водата. Се со цел да биде тоа направено ефтино, импровизирано и на крај да резултира со една катастрофа која што не би сакал ниту јас да ја предвидам. Граѓаните гледаат, знаат, не е развој на градот да се менуваат бехатон коцките, не е развој на градот да се затвораат шахтите или атмосферските канализации, развојот на градот се крупните капитални инвестиции, гасификацијата која што не е ниту почната е еден од проектите кој што ќе биде клучен за нашиот град во наредниот период. 40 до 50% ќе бидат помали трошоците за грејење на нашите сограѓани во моментот кога ќе имаме гасификација. Ние се заложуваме дека за 4 години ќе имаме 20 км гасоводна мрежа во нашиот град. Цевката поминува покрај Штип на гасоводната линија, меѓутоа Штип нема направено апсолутно ништо за развој на градот во овој дел. Но сепак дали има еден да издвоите проект за кој можете да речете дека беше добар за Штип, кој може би ако е довршен, кој е тој проект, ако не е, дали би го продолжиле? Има проект кој што се работи во моментот, а тоа е еден тип на мини обиколница која што се работи во овој момент со мост на реката Брегалница и обиколница која што излегува до булеварот до излезот на нашиот град. Тоа е проект кој што ние ќе го продолжиме и ќе го надградиме со дополнително продолжување на обиколницата која што ја спомнав пред малку преку населба Пребег се до излезот на градот кон Новосело и кон излезот кон Струмица и Радовиш. Тоа е еден проект кој што е капитален и кој што е добар за нашиот град, меѓутоа не е доволен. Не е отпочнато ништо во делот ниту на гасификацијата, како што кажав, ниту на браната на реката Отиња и затоа мораме да направиме крупни капитални проекти кои што ќе го заживеат нашиот град. Признавате дека е тоа добар проект кој вие ќе го продолжите, обиколницата. ВМРО ДПМНЕ во оваа кампања или само што почна ве обвинува дека вашата намера со кандидатурата за градоначалник на Штип е да ја приватизирате општината. Тука го споменуваат вашето семејство, дека вашиот татко е градежен инспектор во општината и дека поседувате градежна фирма и вашата цел да станете градоначалник не е подобрување, туку лична корист. Кој е вашиот одговор? ВМРО ДПМН немајки како да ме обвини, бидејќи сум релативно млад човек кој што има многу енергија, кој што се вгради во рушењето на овој тоталитарен режим кој што беше во претходниот период, почна да и веројатно немајки проекти за идниот развој на нашиот град, се зафати со плукање по мене, со црни кампањи, меѓутоа тоа нема да ме спречи во целта да ги обединам сите наши сограѓани, конечно да се ослободиме од овие остатоци од режимот кој што остана во нашиот град. Обвинувањата не држат, бидејќи моето пошироко семејство, не потесно, туку пошироко семејство се занимава со бизнис уште од пред 25 години, така што тоа не е ништо ново, тоа не се бизниси кои што се од денеска или од вчера, тоа се бизниси кои што мојата поширока фамилија ги имаат од претходно. Мојот татко точно е дека работи во општината повеќе од 35 години, ако добро се сеќавам или ако ми е добра информацијата. Тој цело време е вработен таму во општина Штип и моментално е градежен инспектор, поставен токму од актуелниот градоначалник Илчо Захариев на таа позиција, бидејќи претходниот градежен инспектор ја напушти општината од негови причини. И јас затоа немам зошто да давам никакви отчети, тоа е нешто за кое што не мислам да одговарам. Јас сум отворен пред граѓаните, јас сум човек кој што сака транспарентност, кој што сакам дебата, меѓутоа оние кои што заговараат нова ера или некаков нов почеток, а еве гледаме дека овде ги нема до мене,
а се служат со старите постапки и со старите манири. И јас имав нешто да го прашам актуелниот градоначелник, зошто, например, се гордее со 40 кривични пријави и што ќе одговори тој на тоа прашање. Јас немам ниту една кривична пријава, јас во суд не сум влегол, јас сум човек кој што ќе се бори и ќе направи целосен пресврат, целосен развој на нашиот град. Ви благодарам за учеството. Да, вашиот против кандидат Илчо Захариев не е тука да одговори ниту на прашањата, ниту на ова вие што го изнесовте. Благодарам господин Бочварски за учеството, а вам ви благодарам за прашањата и на невладините и на моите колеги новинари. Тука е крајот на вечерашнава топ тема на ваша страна и нашата таунхол дебата во Штип. Благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.